Повеќе од 90% од сите случаи на рак на дојка се откриваат при скрининг со мамограф. Затоа македонските хирурзи, како и онколози, бараат што поскоро да се воведе мамографски скрининг на целата држава, но и да се обезбедат добро едуцирани радиолози кои ќе знаат да ги читаат снимките. Посебно што од 10 до 13% од карциномот на дојка не се открива со мамографија. На детектирање зависи делумно и од вештината на читањето на радиологот на рентгенската снимка. И тоа е производ на нашата генерална некултура и здравствена непросветеност. Од друга страна имаме сериозна категорија на жени кои што поминуваат редовни прегледи, ама тие редовни прегледи се кај некомпетентни доктори и го губат времето. И тие доктори прегледуваат, значи се е бизнис. Кога ќе ти дојде пациентка со ехо на дојка, а нема извештај и нема подпис на тој што го направил прегледот, се ти е јасно. Значи тој разбира, не разбира, ама не сака да земе одговорноста и да стави подпис на некаков званичен документ, кој што ние денеска за се гледаме како судски документ. Не е битен судскиот документ, битна е главата. Млада жена одела по доктори, вика се е во ред, и одеднаш, не е во ред, карцином во напредната фаза, на 2 години и на 3 месеци на прегледи. Самопрегледот и понатаму останува превентивна мерка која рано го диагностицира ракот на дојка. Женската популација е најпогодена од овој карцином. Годишно во Македонија заболуваат дури и до 800 жени. Најголемиот ризик фактор, тврдат лекарите, е хормонскиот дисбаланс, кој најчесто се јавува во менопаузата, односно кај жените од 45-та до 55-та година. Сепак прогнозите на лекарите е дека доколку навремено се диагностицира карциномот, шансите за понатамошен квалитетен живот на жената се дури над 95%. Основната провокација на настанување на карциномот на дојката е хормоналниот стрес. Значи, хормоналниот стрес во хормонално активниот период на жената е врзан со секојдневие, работа, исхрана и се она кое што не обкружува. Во периодот на климактериумот, хормоналниот стрес е физиолошко нешто во животот, во организмот на секоја жена. Значи, хормоните се хаос и тогаш може да исклучи на површина карциномот на дојката. И затоа во тој период од животот, значи, кај македонската жена, статистички периодот на климактериумот е меѓу 45-та и 55-та година. Ние во тој период од животот на жената го имаме најчесто испровоциран настанувањето на карциномот. Но сите овие други стресови го провоцираат настанувањето на карциномот и многу порано, да речеме од 20-та и до 45-та година. Или после тоа истите тие провокациони чинители го испровоцируваат настанувањето на карциномот после 55-та година, значи психичкиот стрес, стресот на околината, храната и се она после 55-та година, кога жената веќе станува хормонално стабилно. Значи тоа е главните провокации и главните нешта кои што се во основа провокатори на настанување на карциномот на дојката. Во април годинава започна спроведувањето на националната скрининг програма за рано откривање на рак на дојка. Мамографскиот скрининг, кој е бесплатен за секоја жена, представува периодично правење на мамографија на навидум здрава жена без присутни симптоми на рак, со цел откривање на заболувањето во неговиот предклинички стадиум.